почитувани млади, со најголем дел од вас се слушнавме. Некои сами од себе си праќавте линкови, заинтересираноста беше огромна. Со големо жалење, поради фактот дека не можеме да бидеме сите физички присутни тука и да уживаме во благодетите на Европската куќа која што ни ги нуди со самото отварање во Крива Паланка, верувам дека ова е голем ден за Крива Паланка, бидејќи од тука, токму од тука ќе излезат многу млади кадри кои што ќе го исполнат својот капацитет. Ќе дозволам на нашите гости денешни да се обратат и да се представат. Тоа се гостите од Фондот за иновации и технолошки развој, како и представникот, односно основачот на фирмата Altius. Повелете. Добар ден и од наше име, односно од името на Фондот за иновации и технолошки развој. Јас сум Тања и колегата Никола Клопчевски е до мене. Се надевам дека ќе ви го доближиме фондот и можностите кои ги нудат за поддршка на младите. Исто би сакала да напоменам, бидејќи верувам дека поголем дел од вас веќе не познаваат како институција која нуди поддршка за приватниот сектор. Во моментот фондот има отворен повик за финансирање според инструмент за финансирање, кој секако опфаќа поддршка и на новооосновани предпријатија. Голем дел од вас верувам дека знаете, но и да не знаете, значи предпријатие може да основате пред самиот момент на аплицирање. Така да колегата ќе ви ги каже условите и можностите кои во моментот, додека трае отворениот повик, може да ги искористите и може да поднесете апликација. Воле? Браво и од мене. Што кажа Тања, значи поделени се износта на кофинансирање по однос на големината на предпријатието, најчесто стартап компаниите реално припаѓаат до купата на нивна предпријатија. Таму фондот обезбедува поддршка до 2,5 милиони денари, односно до 70% од кофинансирањето, и така имаме и за мали, таму фондот држава до 5 милиони денари, односно 70%, и за средни компании до 10 милиони денари, односно 60% од кофинансирањето. Треба да внимавате само, бидејќи се работи за кофинансирани грантови, останатите 30% треба да бидат обезбедени од ваши собствени средства. Со овој повик поддржуваме поведување на нови дигитални зелени технологии, подобрување на капацитетот и развојот на преработените, зголемување на продуктивноста и ефикасноста на производствените деловите капацитети. За повеќе информации ќе се обратите до Фондот за иновации и развој. Доколку имате било какви прашања, значи ви сте на располагање. За овој повик имаме отворено посебен имейл заврзан раст @twitter.mk. Уште нешто да напоменеме, со оглед на тоа што среднорочната програма на фондот е усвоена, бидејќи гледам дека голем дел од тука се работи се млади лица. Во вториот квартал од оваа година предвидени објавување на повик за стартап и спин-оф компании. Ќе му дадам збор на основачот на компанијата Altius да ни каже повеќе за неговиот бизнис и општо едно негово излагање. Повели го. Јас сум Бобан Милосавлевски од Тетово, основач и собственик на Altius Solutions, компанија за изработка на веб апликации, мобилни апликации, софтвер и се што од дигитална природа е потребно на бизнисот да може да се развива. Компанијата постои 5 години, затворивме заедно со мојот брат. Во почетокот работевме во Тетово, бевме насочени кон дигитален маркетинг, заработка на дизајни, работевме и за портали, но потоа целосно се насочивме кон аутсорсинг, односно работиме за странство. Во моментов работиме за Париз, Франција, за Шведска најчесто, имаме клиенти од Германија, Малта, Италија, но насочени сме и кон домашниот пазар. Искрено да ви кажам, морам да ги поздравам и колегите од Фондот за иновации, бидејќи кога јас ја отворав мојата фирма, тогаш немаше фондови и бевме приморани да отвараме, да реализираме бизнис идеи практично со многу мали суми на пари. Така да сакам да ве охрабрам од тој дел првенствено. Сите кои имате бизнис идеја, сите кои имате визија, што може и со таа визија може да реализирате, односно да креирате предност за општеството, за компаниите или за физички лица, да не чекате, да се обратите до Фондот за иновации, да се обратите до Агенцијата за вработување и да ги искористите можностите кои тие ви ги нудат. Бидејќи многу различно кога почнувате од нула, кога немате поддршка, или кога почнувате со одредена сума на средства, кога почнувате со одредена логистичка и стратешка поддршка, така да верувајте, ќе ви се скрати периодот од
идеја до успешна реализација за многу. Би оставил простор за прашање, бидејќи знам од предходните сесии дека особено оние кои имаат каква идеја за бизнис сакаат да споделат искуства, сакаат да прашаат интересни прашања, така да се надевам дека моите искуства ќе ви помогнат да се одлучите првин за отварање на нов бизнис, а и околу насочувањето и креирањето на правилната бизнис стратегија. Така да тоа е тоа од мене. Слободно со сите прашања сум тука. Колку би била битна оригиналноста на идејата за успех на еден бизнис, за почеток на еден бизнис? Колку е битна? Јас би кажал заедно со упорноста и правилното менаџирање најбитно. Кога ја отворив компанијата, започнав со еден друг проект, бизнис каталог, кој ми донесе доста голем успех и практично ме пласираше од периферија во централа, односно во Скопскиот регион. Самата идеја ми се роди од реалната потреба во општеството. Кога имате добра бизнис идеја, запрашајте се себе си дали таа бизнис идеја, дали тој продукт, дали таа програма, дали таа услуга ќе направи реална промена на пазарот. Од многу едноставна идеја отворив компанија. Не можев да најдам број од локална пицерија. Најдам контакт од, не знам, локален бербер. Големите компании си имаат дигитално присуство, но малите компании беа оние кои на тоа поле беа слаби. Најверојатно затоа што немаат доволно информации дека дигиталниот маркетинг е практично многу поевтин и многу поефикасен од било кој тип на маркетинг, односно од класичниот маркетинг кој дотогаш се промовираше. Така да на едно место ги собрав сите мали компании во помалку од една недела. Собрав 42 клиенти само на идеја, без продукт, кои ја поздравија истата идеја и најдоа реална примена од нивните бизнеси. Така да оригиналноста на идејата, особено нејзината апликација во реалниот свет, е тоа што треба да ви биде главен мотив и двигател. Кога креирате бизнес, кога креирате нешто ново, гледајте го на како тој ќе им помогне на луѓето и ќе им го олесни секојдневието или ќе донесе дополнителна вредност. Кога тоа ќе го имате на карта, кога тоа ќе можете да си го визуализирате видно, многу полесно ќе ги скокнат сите пречки кои се јавуваат до неговото реализирање. Така да оригиналните идеи, креативните идеи мора да се некуваат и мора да се работат. Знам дека не секогаш може да ви текне некоја креативна и оригинална идеја. Не мора да биде нешто ново, не мора да се смислува топла вода. Доволно е да се забрза одреден дел од процесите во општеството. Доволно е да се олесни нешто луѓето и верувајте ќе најдете и клиенти и намена се. На кој начин младите можат да ги изрекламираат нивните идеи или нивниот бизнес? Живееме во време на информации, каде буквално од вашиот мобилен телефон може да пристапите до било кого. Може да пристапите до било која организација, до било која светска ризница на знаење. Дигиталните алати за промоција се најефикасното оружје на денешнината. Сите ние користиме социјални мрежи, имаме социјални профили, практично имаме своја дигитална слика на интернет. Паралелно како што имаме во физичкиот свет, така имаме и во дигиталниот свет. Најлесно е да се промовирате на тој начин. Значи, кога имате, особено за стартапите, многу важно да имаат квалитетна дигитална слика. Не ги чини многу пари, а им овозможува конекции практично со целиот свет. Мојот најголем клиент за кој што работам, јас го најдов на форум на интернет. Значи, од обична мала задача која се работи за него, дојдовме да бидеме главната дигитална агенција на Ричард Корнелиски, познатиот скулптор во Франција. Се тоа се случи на интернет. Немавме контакти, не одевме во Франција. Буквално секој дел од светот, секој град, секоја компанија бие над попир. Така да вложувајте квалитетно во вашата дигитална слика. И сега ќе поставиме прашањето до која мера. Внимавајте колку професионално сакате да се реализирате. Исто како што внимаваме на нашиот углед во физичкиот свет, како што внимаваме за нашиот углед во градот, исто така треба да внимаваме и на нашата дигитална слика. Така да постојат мал милион курсеви, мал милион препораки и доколку правилно ги следите, верувајте дека ќе ви се скрати период до први клиенти, ќе ви се скрати периодот до промовирање, поврзување со партнери од други градови, од други држави и така натаму. Тоа е најлесно. Сега, паралелно, бидејќи свесни сме дека не можеме да функционираме само на дигитална сфера, не е ова некој sci-fi филм, многу е битно да градите контакти и во
Значи немојте да се плашите да контактирате луѓе. Значи немојте да се плашите да ако имате идеја, еве конкретно некој од вас има идеја која може да ја реализира заедно со мене. Слободно после сесијава пишете ми, парајте ми. Јас така работев, бидејќи почнав да отворив фирмата со само 50 евра, јас нема пари за маркетинг, нема пари за службени патувања, не се плачам да ги контактирам луѓето кои може да ми помогнат или на кои јас може да помогнам. Така да дигиталното во синергија со физичкото, една добра идеја може многу брзо да ја реализира бизнес. Колку е битна оригиналноста за идеите за да тие бидат изфинансирани од ваша страна, например, да одобрите некој кредит или слично што и да нудите вие? Фондот за иновации е државна институција, меѓутоа ниту еден член вработен, па дури менеджментот на фондот, директорот на фондот не носи одлука за одобрување на проекти. Интересното во нашата институција е што мандатот за одобрување на проекти носат меѓународни експерти, односно се ангажираат 5 физички лица кои се потврдени експерти во областа, особено во областа на инвестирање во стартапи. Станува збор за комитет за одобрување на инвестиции и нивниот профил може да го видите на нашиот вебсайт. Голем дел од нив имаат и искуство во финансирање на проекти од Силикон Вали и пошироко искуство. Тоа е многу битно. Ми имаме различни инструменти за поддршка и не сите бара да воведете иновација. Меѓутоа, како што напомена колегата Бобан, клучно е да решавате одреден проблем. Значи, што и да правите, што и да размислите да превземате да го правите, треба да се прашате на кому тоа ќе му заврши некоја работа, односно каков проблем тоа ќе реши. Колегата напомена дека почнал со барање и прибирање на контакти од микро фактички сегмент на фирми кои другите граѓани не можеле да дојдат до нив. Значи клучно е да видите кој прво дали вие ја користеле услугата или производот што сакате да го воведете или да го направите, второ кој би било поширокиот сегмент. Така да не е само оригиналноста, и тоа треба да знаете дека иновација како иновација не значи само воведување на нов производ, истото го напомена и колегата Боба. Тоа значи подобрување на постоечки или подобрување на карактеристики на веќе постоечки производи, некогаш и забрзување на времето на испорака или било кои други подобрување на процес, производ или услуга, и тоа се опфаќа како иновација. Така да од наша страна не можеме да ви кажеме конкретно што е тоа што ќе биде и креативно и ново, но секогаш треба да се водите кон тоа дека што и да превземете, потребно е да постои потреба за тоа на пазарот. Бидејќи на крај многу е битно и ние кога се доделуваат средствата, како понатаму фирмата ќе се развие. Треба да понатаму да оствари продажба, треба да го постигне тој момент на sustainability. Па секогаш кога се надевам дека голем дел од вас ќе станат млади претприемачи, ќе се раководат стартап компании, све што ќе правите ќе треба да водите сметка во иднина, тоа да има своја одржливост и прием на пазарот. Искала сам доврзам на Тања, ние секогаш кога објавуваме јавен повик, обезбедуваме и помош за самите апликанти кои се обратат према фондот. Така да за секој повик имаме од одредени области како анализа на пазар или не знам, или маркет потенцијал или како да подобрите апликацијата. Нормално нема кај нас да ви се напише самата апликација, меѓутоа ќе ви се дадат насоки на кој начин како да ја подобрите и како да настапите. Најбитно е, како што кажа Тања и колегата Бован, да решавате некој проблем. Ако не речете никаков проблем, колку и да сака да е добра таа иновација и да е нешто навистина ново во светот, не само кај нас, ако немате пазар за тоа, нема, мислам, тешко да ќе успее, а имат капацитетите и пазарниот потенцијал. Дали или дали производот, дали услугата ќе развијате, за тоа има пазар. Јас имам прашање до господинот Бобан. Колку влијание има образовниот систем во креирање на еден бизнес во нашата држава и доколку имате моќ и шанса, што би измениле во него? На оваа тема дискутирам често и што моје мислење е дека за собствен бизнес образованието, ајде сега да не бидеме многу генерални,
Зависи каков бизнис сакате да отворите. Доколку е некој стручен бизнис или не знам, доколку сакате да отворите некој бизнис за кој што факултетското образование ви е пресудно, тогаш да, мора да разговараме дека така мора да биде. Ако разговараме за нови технологии, апсолутно нема никакво влијание, зашто постои еден сериозен гап помеѓу образовните програми и она што реално се случува на пазарот. Учествував сега пред 2-3 дена на една дебата каде што како треба да се подобри стручното образование. Јас доаѓам од електротехничкиот факултет и програмските јазици кои таму ги учиме изумреле пред 15 години. Збориме на пазар. Луѓето кои ги вработувам во мојата компанија, се смеевме пред некој ден, голем процент од оние кои не се дипломирани се програмери, а тие кои дипломирале програмирање не работат како програмери. Така да, мислам дека треба да има една спрега помеѓу формално образование и неформалното образование, односно и оно образование кое си го стекнувате сам. За пример ќе го земам мојот брат кој заедно со мене ја отвори фирмата на 15 години. Не може да има факултетско образование, но буквално на YouTube научи да програмира во програмски јазик. Користете го и формалното образование, затоа што е многу битно, таму учите некои стандарди, учите некои логики, но паралелно надградувајте го со дополнителни знаења и вештини. Искрено поддржувам секакви реформи во образованието, не секакви, мислам, поддржувам дека треба да има реформи, зашто? Што вакво како што не е функционално. Луѓето фактографски памтат татоци и кога ќе се соочат со реален проблем на пазарот, немаат такво искуство, не се младите криви. Дополнително дипломираат на 22-23 години, идат уште година-две на пракса, во оној период каде што се најпродуктивните го поминуваат во клуб, наместо на пазар. Така да не е многу битно, но има некои работи кои се учат и на факултети и под неформални курсеви кои можат реално да ви помогнат. Например, како сакате вие да отворите собствен бизнис, би требало да имате представање од економија. Јас тоа го платив на собствен джеб, бидејќи како техничко лице или лице кое никогаш не работело во економија, некои работи морав да ангажирам дополнителни лица да ми помогнат. Така да гледајте да се образувате максимално што можете. Важно е да се има високо образование, но важно е и дополнително да се учи. Бидејќи сега на интернет буквално може да научите практично се. Паметно користете го времето и доколку сакате да се занимавате со оваа работа. Имаме едно прашање до господинот Бобан. Дали е безбедно младите да рекламираат некоја своја уникатна иновација или производ без поддршка од некоја голема компанија? Ова прашање се го постави кога ја отворила фирмата, велам нема да аплицирам зашто некој ќе ми ја украде идејата. Погрешно е. Кога тогаш вие ќе се соочите со луѓе и ќе мора да им ја кажете идејата. Учен ако самата идеја не можете да ја реализирате во собствен локал или во гаража, вие ќе мора да градите партнерство. Така да, дали е безбедно? Знаете како велам, поверуваш во нешто, и ако имаш признање и можност тоа да го реализираш, немој воопшто да се плачиш да излезеш на пазарот. А и некој да го ископира, колку истински веруваш и тоа е твоја идеја. Сигурно дека ти многу подобро ќе знаеш да ја реализираш. Да, големите компании имаат многу повеќе ресурси, но тоа е нормална работа, конкуренцијата е здрава и не треба да ја плаши. Така да не размислувајте на тоа. Се случувало да паралелно различни луѓе мислат на ист проект од различни делови на Македонија, пример. И кој од кого украл? Не, сличните умови размислуваат слично. Така да не се плаши. Ако имаш добра идеја, слободно не може никој да ти ја украде. Можеби ќе направат итерација од таа идеја, но верувај дека твојот пазар може да се и твоето време ќе дојде. Би сакала да прашам дали бизнис идејата што имаме е подобро веднаш да оствариме или пак да почекаме да завршиме соодветно образование или да добиеме соодветно искуство од истиот сектор. Не постои формално образование кој ќе те подготви за моменталниот пазар. Пазарот се менува со моцкавична брзина, технологии умираат, нови технологии се раѓаат, нечек. Уште утре, уште сега почни да ја реализираш. Дали среќата игра огромна улога или се зависи од вложениот труд? Видел многу таленти кои пропаѓаат, сум видел многу образовани луѓе кои се тотални лаици. Единствено нешто што не сум видел е човек кој се труди да не учи. Ова го видов на еден филм за основачот на Макдоналдс, каде што тој на 50 години менува професија и е тој што е сега.
не знам дали е жив уште, ако нешто се исплати пред руки, но не постои шанса да не успеете, можеби ќе ви се одолжи периодот, можеби нема да станете преку ноќ милионери или па, не знам, може на 50 години ќе ја најдете вашата пасија. Порноста и трудот се тие кои се пресудни за тоа дали ќе бидете успешни или не. И на крајот од денот што е тоа успешен бизнисмен или успешен млад човек или успешен човек. За некого е успех да има добар продукт, за некого е успех да направи милиони, за некого е успех и да се има интересно време додека го работи тоа. Така да, до тебе, како ќе си ја дефинираш пасијата, ама трудот ти е главна. Вашето мислење околу криптовалутите, дали би вложиле во една или имате вложено? Криптовалутите се појавија затоа што имаше реална потреба од нив. Затоа и се појавија и затоа се толку многу знати, односно толку многу се вложува во нив. Мада ако забележите на пазарот на акциите, предноста на биткоинот има страшна флуктуација, значи варира од 2017 до 2021 имате страшни има параболи, има пикови, има падови. Може би ова не е крајната форма на платежен метод, но криптовалутите ќе го размрдаат. И веќе го размрда целиот економски систем. Не знам колку банките ќе им се допадне тоа, но тоа е тоа, светот се менува. Многу често се случува и гледаме и по телевизија и по интернет некои млади предприемачи со собствени бизниси или иновации да бидат потиснати од страна на некоја поголема корпорација да им биде откупен за многу ниска цена продуктот или иновацијата или воопшто да бидат исфрлени од играта. Дали сте имале искуство со тоа и како би не советувале да се справиме со тоа? Поголемиот дел од предпријатијата, односно од фирмите кои ги поддржуваме, се во сегментот на микро и мали предпријатија. Тие се над 90%. Значи, просторот за микро предпријатијата, за малите и за стартапите, во фондот е отворен и таму нема, досега не сме имале прилика, конкретно идеја на наше предпријатие кое е поддржано да биде украдена. Меѓутоа сме имале прилика поголемите предпријатија да им пристапат за соработка и до развивање на производот кој е поддржан преку нас, бидејќи го процениле дека има потенцијал. Токму во контекст на вашето прашање, сакаме да ве информираме дека и почнуваме програма за корпоративна иновативност, да е под иницијатива на директорот Коста Петров, каде што фондот и веќе ќе биде наскоро лансирана таа програма, каде што со представници од корпоративни, значи големите корпорации, дали тоа ќе бидат од финансиски пазар или ќе бидат од фармацевска или индустрија, значи независно од кој сектор, телеком сектор, односно ќе се ангажираат големите предпријатија, големите играчи на пазарот, како што се нарекуваат, да дават поддршка на помалите стартапи предпријатија кои имаат добра идеја, од друга страна големите предпријатија имаат потреба да се развие таа идеја, да не ја развиваат in-house, да се ангажираат новите стартапи, односно предпријатијата од пазарот да ја работат таа идеја за нив. Јас само се заблагодарам име на фондот за поканата и стоиме секогаш на располагање било што за било како инфо, дали на телефонскиот број што го имаме на страната на фондот, дали преку заврзан раствор или на било кој начин. Благодарам. Сите кои имаат идеи, сите кои мислите дека вашето место е во приватниот сектор, сите кои мислите дека со нешто ваше, некоја ваша идеја, некоја ваша замисла можете да го подобрите општеството во кој живееме, не чекајте, направете го тоа. Бидејќи и на луѓето, и на општеството, таквите луѓе им се потребни.